Македонија. Еден дел е вистина, поголемиот дел, за жал, го заграби Грција. Колонија е тоа. Да, меѓутоа, таа секогаш била и третирана и именувана како дел од Македонија. Никогаш не била таа како Грција именувана. Со векови, ме разбирате, земете вие архивите, земете сите документи што се досега објавени. Нема ни еден документ кој ќе ви каже дека некогаш Македонија била Грчка. А напротив, Грција била, денешна Грција, била во границите на Македонија во античко време. Ама не сакам да се враќаме во антиката сега. Ние живееме сега. Историјата ги создава и народите и државите. Историјата. Тие процеси се најбитни. Овој македонски народ со својот денешен македонски јазик е продукт на историскиот развиток, на едни многу долги и сложени процеси. Тој јазик ни сите овие милениуми се развивал, се конституирал до денеска, еве, по 902 година, кога Мисирко 903 година го конституира и 44 година беше озаконет како македонски литературен јазик. Меѓутоа, тој има своја историја. Со нашето преименување, ние веќе не ќе имаме право на таа историја. Не ќе имаме право на тој македонски јазик. Не ќе имаме право на македонско наследство. Знаете, па мислам дека нема, па и во Македонија, право рече господина Такуновска, ако ги слушнете тие отворени емисии, ќе бидете свесен дека народот просто врие долу. Знаат ли политичарите што ќе биде утре ако направат некој таков гаф надлежните? Што ќе стане со нив? Па овој народ нема да трпи веќе. Сакам да го слушам народот, но повторно ќе се вратим во студиото, со оглед дека начинот дали кај што има сила, право или правда нема. Од друга страна, ни мафта со тие карти, да речам, билети, дали се авионски или возни во НАТО, или да го наречеме морковот, што ни го нуди Европа, а од друга страна, со простојнали стапот по грбот го добиваме, кој многу ќе не чини. Дали ова треба да биде уште еден урок за политичарите кои треба да се соберат во понеделник на некоја лидерска средба, тука ќе биде и представител на државата, да научат нешто повеќе и да сознат се повеќе од, да речеме, ова вечера, што мислам, дека не биде толку ептен амбициозен или нарцисидно од наша страна. Не сакам да биде сватено дека ние сега ќе ги учиме. Не, ќе бидам искрен и ова да го кажам. Ние аз имав емисија тука со двајца соговорници, професори, посами вие бевте професоре, кога слушнавме прекрасен предлог од првиот човек на владата на Република Македонија, кој заедно, претпоставам, со експертите, излегува со еден став што до сега не беше за наследство, односно за прашањето на нашите македонци во Беломорска Македонија околу нивното наследство, што до сега некој мулча, беа глуви при уши или слепи пред очи. Значи, дали од ова може нешто се научи на историската среда во понеделник? Видите вака, пред да кажам конкретно за ова, би сакал кој е проблемот кај нас. Клучниот проблем беше што нашиот прв председател објави, често пати повторуваше, дека ние треба да заборавиме на историјата, да заборавиме на минатото, да се свртиме кон сегашност. Токму тоа ни се врати еве сега, да имаме вакви проблеми, затоа што ние доволно не направиме тоа што требаше да направиме пред меѓународните фактори, за да не ни се случи, или барем не до овој степен да не се случи со сите овие проблеми што сега ги имаме. Тоа е едното прашање. Второ што треба сегашни наши политичари и државници да извлечат поука е што ние добивме, што направиме за клучниви проблеми откако влеговме во Обединетите нации под БРМ, под тоа име. Дали кога нас не убедува дека ќе биде 2 недели, 3 недели, 4 недели тоа привремено име, и дека ќе влеземе внатре, ние како равноправни членки ќе ги решиме проблемите. Ние не ги решиме проблемите. Проблемите се сега, кои што доаѓа. Според тоа, ние не смееме постојано да ги повторуваме грешките.
Ние треба да научиме, па вклучувајќи ги државници да научат од овие грешки што претходно ги правевме. Уште првата експертска влада направи грешка што не постапи така како што требаше да постапи во однос на надворешната политика, а имаме представник тука. Второ е она што го направи политичката влада кога не го баравме она за членувањето во Обединените нации под ова привремено име. Трето беше, се разбира, на што е спомнавне, привремената спогодба. И сега е клучното кога што може да биде судбинско за нас. И веројатно има доволно разум за да се свати дека не може постојано да се прават грешки на штета на интересите на сопствениот народ и на сопствената нација. Оти не само овој народ што живее овде. Ние имаме половина народ во светот. Тоа се да речеме нашата, како викаат тие диаспора, а кои што се идентификуваат со народот, со нацијата, со името. Според тоа се клучните моменти од кои треба да се поведуваме. И треба да престанат да не заплашуваат, да го заплашуваат овој народ. Дека ако ние не го смени името... Како е тоа партнерство со страф и со закани? Нас не заплашува дека ако не го смениме името, ако не направиме компромис, ќе пропаднеме како држава, а кого ќе бидеме нападнати како народ? Кој ќе не нападне? Кога се околу нас земји членки на изолација се готови. Владетели доаѓале на други држави. Па тие создавале, биле поголеми, да речеме Грци од Грк, еден германец поголем Грк од грците или еден германец поголем бугари од бугарите. Значи толку тие практично ги изградувале државите и ги штителе државните и национални интереси на тој народ. Јас сакам нешто тука како реплика, како да сум во парламент. Ова е народен парламент, така се Да, господин Миновски, првата влада го направи она што во тие околности можеше да го направи. Ние тогаш не бевме БРМ, за година и пол ние создадовме држава со сите белези на државата. Од монетарниот систем до армијата, до се што треба да има една држава. И тогаш се побара да има политичка влада, а не експертска, како што бевме наречени, и стана тоа што денеска го живееме. Значи, да не фрламе темнина на таа влада која навистина пожртвувано работеше да создаде македонска национална држава како продолжение на асномската држава. Се согласувам само со еден додавка, затоа што таа влада ја препушти се откаже од водење на надворешна политика, ја препушти така како што ја препушти. Ние немавме надворешна политика, ние не можевме да идеме до Њујорк во тоа време. Имавте и да не зборуваме. Министри. Јас не можев да идам. За да се не можев да идам во надлежни места за признавањето. Па добро, и тие што идеа се знае кај стоја. И едва и некако успеавме да добиеме признание со три одења во Москва, да го добиеме признанието што беше решавачко од Русија. Господин Ристевски. Ристовски. Ние тројцата сме тука од 90-та година на политичката сцена, како да речам, и да се гордеам со тоа, како браници на самите себе. Бевме во МАК сите. Сакавме нешто да створиме. Јас никогаш не сум бил за членет. Бевте и кандидат за пратеник. Бев, меѓутоа не и член. Ајде, тоа па не е ни важно. Еве, член или не, бевте во МАК. Јас се гордеам што учествував. Ма како не, сите ние сме горди на тоа. Сакавме да створиме една држава. Го донесовме ние нашиот, па не се смејте, за самостојна, независна, слободна Македонија. Така? Без република, без Северна, Горна и без социјалистичка. Што стана после? Зошто ние исчезнавме? Се замешаја од надвор, она што вие историски го знаете од пред век, од пред два, како што било за Македонија. Некој се заинтересира и придоби луѓе, кои што за жал се уште дел од нив ги има како врвни фактори на политичката сцена во оваа македонска држава, кои што се нафатија да работаат
против интересот на македонската држава. И затоа држава не бидна како што треба до денеска, до ова вечер од Македонија. И ако ние не сме свесни за тоа и велиме фала ти кој што одлучуваше за пропаста на Македонија еднаш, сега сакаш да ме вадиш од амбисот во кој што ме фрли, тргни се, нека дојдат други, односно имаме други кои што велат не така, кои што велат Македонија е вековна и Македонија мора да остани тоа што е. И затоа ние најубаво ги знаеме работите. Однатре имаме луѓе кои што не ја сакаат Македонија, а од надвор катадневно овие мисионери кои што ни доваѓаат, јас ги викам гастербајтери, тие отворено или зацкриено работаат против Македонија, за жал. Сите ја поддржуваат Грција од лични интереси, никој не најде за потребно, сем она што ќе го рече компромис, да и рече на Грција се заврти. Па извините, компромис барате од Македонија, а бре едно овчарче